Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов по емисијата во Центар. Вие сте на вистинското место, почитани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ексклузивно, сите тајни преговори на Тито со американците. Како зад завесите Титова Југославија тајно стана членка на НАТО пактот. Струмица требаше да биде центар на јужното крило на НАТО, составено од Грција, Турција и Југославија. Поради членството на Титова Југославија во НАТО беше замрзнато македонското прашање во Грција. Како со помош на JNA и на Тито, американците тајно продава оружје низ светот. После смртта на Сталин, Тито стави вето на членството на СФРЈ во НАТО. Белград крие многу тајни, почитувани гледачи. Ние се наоѓаме тука во срцето на Белград. Веднаш позади нас се наоѓа Министерството за одбрана, нешто подоле владата на Србија или зградата кај што сместена владата на Србија, а десно од неја е поранешната зграда на Генералштабот, која беше уништена во теканото НАТО бомбардирање. Велам дека Белград крие многу тајни во себе. Едно од тие тајни е дали некаде на почетокот на 50-те години Јосип Броз Тито имаше внесено тогашна СФРJ Југославија во структурите на НАТО алијансата. Господине Димитриевич, дали де факто Титова Југославија со тој Балкански пакт со Грција и со Турција де факто беше станата членка на НАТО структурите тамо некаде почетокот на 50-те години? Па уклучивањем у програм војне помоći 14. новембра 1951. години кој е потписан овде у Beogradu, Југославија е де факто постала придружени члан НАТО-а, затоа што е као и друге европске државе НАТО kroz taj program primala velike količine vojne pomoći. U vremenu od 51. do 53. godine Jugoslavija je bila uključena i u vojno planiranje NATO saveza, tako što je učestvovala u nekoliko konferencija koje su održavane ovde u Beogradu sa predstavnicima NATO zemalja na čelu sa Sjedinjenim državama. Tako da može se reći da je u tom periodu Jugoslavija skoro jednom nogom bila u NATO-u. Според некои информации во тој период од 50-51 година па до 57 година која Југославија, како што велите, еднострано е прекинува таа соработка за примање на војна помош од американците, значи во тој период од некаде 6-7 години, по проценките се смета дека некаде околу 700 милиони долари тогашна Титова Југославија има добиено помош, воена помош од Соединетите американски држави. Тоа денес изгледа многу смешна сума, но кога, например, би се виделе вредностите кои тогаш можеше да се купат 700 милиони долари, според денешни цени тоа би чинило некаде 10-20, најмалку 10-20 милиарди долари. Што всушност во таа војна помош во тие 6 години доби Југославија, Титова Југославија од Америка? Југословенска народна армија уживала е, рекло би се, добробити програма војне помоći u periodu od 1951. do 1958. godine i procenjene vrednosti te vojne pomoći su dakle 796,5 miliona dolara. To su tadašnje vrednosti koje su dakle višestruko manje od onih što su sada. I u 51. godini Jugoslavija pre programa vojne pomoći dobila takođe jednu veliku količinu naoružanja koja nije uračunata u ovo jer je bila pomoć iz britanskih i francuskih vojnih stokova. Za tu veliku količinu novca Jugoslavija je dobila više stotina aviona, klipnih, mlaznih, dobila je radarsku tehniku, dobila je velike količine oklopnog naoružanja, tenkova, artiljerije, motornih vozila preko 20.000, nekoliko brodova, nekoliko fabrika municije i na neki način kroz vojnu pomoć izvršena je modernizacija Jugoslovenske narodne armije jer je ona u vremenu sukoba sa Informbiroom bila u jednoj značajnoj stagnaciji, reklo bi se potpuno bez modernih sredstava i naoružanja, tako da Amerikanci su u tom trenutku insistirali na preoružanju i opremanju vazduhoplovstva i 5. vojne oblasti koja pokrivala Sloveniju i Hrvatsku zbog strateške procene da bi sovjetska agresija išla kroz prostor od mađarske granice preko Bjelovara, Koprivnice, Zagreba na Postojnu i ka Trstu i taj deo Jugoslovenske narodne armije je potpuno preoružan američkom tehnikom, a ovi delovi u Bosni, Srbiji i Makedoniji su nešto kasnije dobili naoružanje, ali ono što je sasvim značajno reći da je tehnika koja je dobijena kroz vojnu pomoć značila jedan modernizacijski skok za Jugoslovensku narodnu armiju. Во периодот од 1951 до 1957 година, во тие 6 или 7 години, тогашните Соединети американски држави испратија војна помош во висина од некои 800 милиони долари за Титова Југославија. Изразено во денешни цени, тоа е најмалку 10 до 20 милиарди долари
бидејќи за тие пари може да се купат огромни количества, некаде околу 900 авиони, супермодерни бродови и да се наоружат тогашната JNA по стандардите на НАТО алијансата. Господине Марковиќ, во Белград се отвараат многу теми, се отвараат многу тајни. Едно од тие прашање кој е интересно и за нас доле во Македонија е дали некаде на почетокот на 50-тите години Тито имаше турнато Титова Југославија во прегратките на НАТО пактот и дали тоа членство или тоа формирање на Балканскиот пакт може да се смета од еден денешен аспект дека Титова Југославија била дел од структурите на НАТО пактот? Членство Југославije u zajedničkom paktu sa Turskom i Grčkom je bilo neformalno pristupanje NATO paktu. Sama činjenica da je jugoslovenska armija dobila vrlo modernu američku opremu, oni su u to vreme dobijali najmodernije američke mlazne avione i drugu opremu, je podatak da je na neki način bilo neformalni član НАТО saveza. Според многу информации вела дека и тогашната JNA се структурирала, значи се формирала, формацијски се уредувала врз принципите на НАТО пактот, значи морала да ги следи на некој начин тие перформанси. Pa ne, ona je bila uključena u taj princip odbrane takozvanih ljubljanskih vrata, znači za NATO pakt je najvažnija stvar bila da se zaustavi prodor sovjetske armije prema Italiji. Zato je glavna strategija odbrane, bile su dve strategije, jedna se odbrane ta ljubljanska vrata, znači prolaz iz Mađarske u Italiju, a drugo je da se vodi rat u planinama. Zato je cijela vojna industrija Jugoslavije bila u planinama Bosne i zapadne Srbije. Тие преговори, значи тие првични контакти со американските војни структури ги прави Владко Велебит или Владимир Велебит, човек од најголема доверба на Јосип Броз Тито, кој заминува некаде крајот на 40-тите, почетокот на 50-тите години во Вашингтон. Имавме снимено едно интервју со него. Тоа интервју го има презентирано пред македонската јавност. Во кратки црти, значи тој заминува тамо да бара веројатно помош во храна, во жито, во пченка и во останати прехранбени производи, меѓутоа после 6 месеци континуиран престој во Америка, според неговото кажување му пристапиле дел од американските структури и го прашале зошто не би можела Југославија да прими воена помош. И вела така почнува целата таа работа да се одвива. Подоцна е таа средба на Коча Поповиќ, тогашниот министар за одбрана, а легендарен командант на првата пролетарска бригада во Париз 51-52 година со Двајт Ајзенхауер, тога седиштето на НАТО се наоѓаше во Париз и така почна веројатно таа соработка во кратки црти. Да. Pa tu vojnu saradnju je, reklo bi se, inicirali su obe strane. Dakle, Sjedinjene Američke Države su procenile posle nekog vremena da Tito može da bude značajan vojni saveznik i partner, jer je on pod svojom komandom imao armiju od 300 i nešto hiljada ljudi, koju Amerikanci nisu izdržavali, a predstavljale značajni odbrambeni faktor na tom prostoru. Prve korake u tim pregovorima učinio je Vladimir Velebit, koji inače bio Titov čovjek od poverenja u 40. godinama. On je vodio i pregovore s Nemcima u toku rata. 43. godina. Da, vodio je pregovore sa Nemcima, dakle, 43. godine. Vodio je pregovore, razgovore sa Britancima 44. godine. I on je čovjek sa puno, reklo bi se, neformalnih veza bio i on je bio upućen u Sjedinjene Američke Države da pregovara o svim drugim stvarima, a njemu, kako on kaže, se rodila ideja da bi i oružje moglo da bude tema tih razgovora. Amerikanci nisu u početku bili sasvim otvoreni za to, ali ubrzo su shvatili da procene koje dobijaju sa terena su takve da je pomoć Jugoslaviji na naoružanju bila više nego dobrodošla za obe strane. I posle jedno pola godine tih pregovora došlo je do potpisivanja odnosno pakta o zajedničkoj pomoći, kako se to zvalo, zajedničkoj vojnoj asistenciji, koji je potpisan ovdje u Beogradu 14. novembra 1951. godine između američkog ambasadora Allena i maršala Tita, ali je tome prethodilo, dakle, ova inicijativa i Velebita i nekih drugih ljudi. Posebno značajna za ubrzavanje tih pregovora je bila poseta načelnika Generalštaba Koče Popovića i Americi, gde on kroz niz tehničkih razgovora utanačio vojnu pomoć, ali je na povratku iz Sjedinjenih Država on svratio u Pariz kod sadašnjeg komandanta savezničkih snaga u Evropi, generala Eisenhowera, potonjeg predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Eisenhower ga je u jednom neposrednom razgovoru na neki način ispitao o prosto atmosferi u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, da li će ona biti protivnik Sovjetskog saveza ukoliko dođe do napada, šta Jugoslovenima sve treba.
I mislim da su ti razgovori ubrzali na neki način odluku da u smislu te vojne pomoći ona ide značajnije brže i značajnije i efikasnije nego možda kroz nekih da se prepustilo administraciji. Нека не ви изненадува таквото однесување на Јосип Броз Тито, кој секогаш во одредени кризни ситуации, почитувани гледачи, прави одредени операции или како јас ги нарекувам даминг гамбит операции. Сличното тоа го имаше направено 1943 година во текот на таа непријателска офанзива или таа германска офанзива на Неретва, тоа некаде март-април 1943 година. Тогаш Тито проценува дека што и да се случува на просторот на Балканот или на просторот на светот, кога тогаш ќе пропаднат или ќе капитулираат германците, дека всушност главната битка на Титовата војска, на Титова Југославија не е против германците, туку против неговиот најголем политички противник, тоа се четниците на Дража Михайловиќ. Имајќи го предвид тоа и таквите анализи кои ги правеше Јосип Броз Тито, тогаш не чуди дека тој тамо некаде пролета 43 година на тајни преговори во Загреб ги праќа токму Владимир Велебит, Милован Джилас и Коча Поповиќ или тројцата своји најблиски политични соработници. На тој начин тој добива одредена прекјутна согласност со германците да не бидат нападнати главнината на Титовите војски во околината на Неретва. Тито успева да го пробие обрачот, да ги нападне и да ги растури четниците. После таа битка на Неретва, всушност четниците никош не крена глава и таа 43 година де факто Јосип Броз Тито со еден таков даминг гамбит операција успе да ги растури четниците и после Втората светска војна да биде газда на просторот на Југославија. Се разбира, тие преговори во Загреб ги води Владимир Велебит, човекот од најголема доверба на Тито или човекот кој ги удара темелите на тоа влегување на Титова Југославија во структурите на НАТО. Вториот преговарач е Коча Поповиќ, кој беше командант на првата пролетарска бригада, подосна беше началник на генералштабот на ЈНА, па министар за одбрана и министар за надворешни работи, кој ги прави тие средби помеѓу него и Двајт Ајзенхауер во Париз, кога всушност се усогласени сите детали за влегување на Титова Југославија во НАТО структурите. И третиот е Милован Джилас, кој некаде почетокот на 50-те години го прави тој концепт на развивање на социјалдемократија од шведски тип во Титова Југославија. Фигуративно кажано, во тој период од 51 до 57 година Титова Југославија со една нога беше во НАТО, а со една нога беше во социјализмот. Да, to je paradoks 50. godina. Jugoslavija je od, reklo bi se, jedne staljinističke zemlje, kako je bila 48. godine, već 51. godine bila jednom nogom u NATO, što je, reklo bi se, za 3 godine, danas kada gledate neke događaje, to je jedan kopernikanski presvrt, što se veli. To je baš tako, kopernikanski obrat, gde u stvari Jugoslavija je na svoj socijalistički, komunistički sistem unutar samog društva nadogradila američku vojnu pomoć i savezništvo sa NATO, što je ovako bilo prilično netipično, ali je ona prihvaćena na zapadu kao takva, kao, reklo bi se, jedan izbačeni kamen iz velikog zida gvozdene zavese, kako je to Churchill nazvao, i Jugoslavija na neki način s jedne strane bila je dobrodošao saveznik protiv Bugarske, Rumunije i Mađarske. S druge strane, ona za te narode koji su bili u susedstvu bila, reklo bi se, prihvatljiv model gde su ti narodi mogli da gledaju jedan socijalizam sa drugačijim licem, ne totalitarni kao što je bilo u staljinističkim državama. Многумина почитани гледачи смета дека можеби главната причина за тој раскол помеѓу Тито и Сталин е токму Владимир Велебит. 48-49 година Сталин инсистира Владимир Велебит да биде сменет од функцијата помошник министар за надворешни работи. Тито не може да се откаже од својот човек од најголема доверба, а не може и на некој начин да се спротистави на барањето на Сталин и одлучува Владимир Велебит да го испрати во тајна мисија во Вашингтон. Тој таму останува некаде 6 месеци и разговара со тој совет на мудриците, или како го нарекуваат во Америка Вајсмен, кои го сочинуваат Болен, Кенан, Хачисон и Аварел Хариман. Тамо останува некаде 6 месеци, преговара всушност за одредена американска помош за Титова Југославија во жито и во храна, меѓутоа зад завесите преговара како Титова Југославија да стане членка на НАТО структурите. И ден денес американците имат огромен почит кон овие четворица врвни дипломати на американската дипломатија, или како што американците и ден денес ги нарекуваат Вајсмен. Тоа се луѓето или мудреците кои креираат американската политика после Втората светска војна некаде до 60-тите години во однос на Европа и посебно
посебно во однос на Советскиот сојуз. Бидејќи четворицата подосна град врвни политички кариери, со нив преговара велам 6 месеци Владимир Велибит. Подосна Хачинсон станува министер за надворешни работи на Соединетите американски држави. Кенан станува амбасадор на Америка во Југославија, Болен станува амбасадор на Америка во Франција или во Париз. И тоа е клучната држа, бидејќи некаде 50-тите години седиштето на НАТО пактот се наоѓа во Париз, а подосна во времето на Дегол Франција прави најголеми проблеми околу улогата на НАТО во Европа и останува Авар Ел Хариман, кој подосна станува американски амбасадор во Русија. Тоа е таа петорка која всушност ги удара темелите на тоа членство на Титова Југославија во НАТО структурите, тие 4 американски мудрици кои прават подосна врвни дипломатски кариери и Владимир Велибит ги усогласува тие 6 до 12 месеци кога е присутен Владимир Велибит во Америка сите детали околу членството на Југославија во НАТО структурите, подосна тој договор го потпишат Коча Поповиќ и Двајт Ајнзенхауер и се понатаму историја, почитувани играчи. Всушност Тито во својата кариера покажува дека во одредени критични моменти знае да прави такви гешефти, па околу 43-та година кога е битката на Неретва, тој на некој начин тајно преговара во Загреб со посредство на Велибит, на Коча Поповиќ, на Джилас. Тоа истото го прави и некаде 50-51 година кога доаѓа во еден сериозен конфликт со Советскиот сојуз за да може да се спаси од Сталин. Тој на некој начин неформално, формално или ајде да речеме формацијски се приклучува кон тие структури на НАТО пактот. Па Тито е био еден од ретких луѓи кој успео да промени страну у хладном рату. Значи, njemu je jedino uspelo da promeni stranu i da izađe kao pobednik. To su pokušali Mađari 56. godine, to su pokušali Česi 68. godine, ali nikome nije uspelo. Jedino Tito uspeo da promeni stranu i da se izvuče, da ostane na vlasti posle promene strane. Tako da 48. godine kad je pokušao Stalin da ga obori, Tito je imao podršku naroda i vojske i ostaje na vlasti, a posle toga je stigla zapadna podrška. Tako, početkom 50. godina već je Jugoslavija formalno амерички саvezник. Дали вие проценувате дека во случај на одредено подолго живење на Сталин, тој умира некаде 52 година, веднаш после тоа 53 година до 57 година доаѓа до одредено заладување, подоцна 57 година прекинување на таа војна помош, Тито едностранно е прекинува таа војна помош или таа соработка со американците, дали во случај на едно подолго живење на Сталин можеби и формално Титова Југославија ќе станеше членка на НАТО структури? Не само то, они би веројатно увели вишепартијски систем. Tako da čak formalno članstvo NATO paktu je manji korak. Đilas je već razmišljao o uvođenju višepartijskog sistema i početkom 54. godine, krajem 53. godine, kad je on pisao te članke o višepartijskom sistemu, Tito je već odlučio da zaustavi liberalizaciju. Znači, tu je manje, vojni savezi su manje interesantna stvar. Ono što je interesantno je da bi verovatno Jugoslavija uvela neku vrstu socijaldemokratije, da je Stalin duže živeo. Сега полека на површина излегуваат тие архиви за функционирањето или за тие договори кои беа на некој начин претходница на случувањето на тој Балкански пакт помеѓу Титова Југославија, помеѓу Грција и помеѓу Турција. Во рамки на тој Балкански пакт една од клучните улоги имаше гарнизонот во Струмица. Дали во рамки на тие 6 години, дали во рамки на таа војна соработка со американците може да се смести тој Балкански пакт кој некаде 53-та, 54-та година, предходно Анкарскиот договор, го потпишува Тито Југославија, Грција и Турција. Според тоа што е познато во македонската јавност, веројатно центарот или еден од центрите на тој Балкански пакт, посебно помеѓу Титова Југославија и Грција, требаше да биде бригадата или гарнизонот или дивизијата која е сместена во градот Струмица и таа да биде она прва линија на конфронтација евентуално со советската армија која би делувала во правец од Бугарија кон Албанија. Да, Балкански пакт je, reklo bi se, jedan od izraza jugoslovenskog manevrisanja u vremenu hladnog rata. Ideje o tome su nastale u vremenu kad i Grčka i Turska još uvijek nisu bile članice NATO-a, 51. godine. Tije stanao duri 52. godina, Grčka i Turska. Da, one su postale 52. godine, ali prve ideje, prvi kontakti načelnika generalštabova i vojnih delegacija su urađeni godinu dana pre.
I reklo bi se, ideja o zajedničkoj saradnji je vezana za 1951. godinu, jer su sve tri države shvatale da ukoliko zajednički ne počnu da sarađuju, imaju opasnost pre svega od Bugarske kao ekstremnog eksponenta Sovjetskog saveza, a onda i od Sovjetskog saveza koji je sa svojim snagama bio prisutan i u tom delu Balkana i na Kavkazu. Tako da i pored razlika u društvenim uređenjima Grčke, Turske, odnosno Jugoslavije, kapitalističke i socijalističke zemlje, nekako se zajednički jezik brzo našao i već 1953. godine tri države su potpisale sporazum u Ankari, a kasnije 1954. i na Bledu. Ono što je bitno ustanoviti je da to prvi sporazum u kome su precizirane detalji vojne saradnje. Znači, to je bio jedini sporazum koji je Jugoslavija imala, da je imala detaljno preciziranu vojnu saradnju za slučaj rata. To podrazbira brojna vojska, brojna kopnini, brojna avioni, brojna mehanizacija. Pretpostavljam, znači na takvi detalji mislite? Da. Znači, dva načelnika generalštaba, grčki i jugoslovenski, a posle i turski, dogovorili se o takvim detaljima, znači, vojne saradnje koja je uključivala i angažovanje određenih jedinica sa obe strane. Znači, to je sve, znači, prvo je napravljena detaljna procena bugarske armije i armije u regionu, znači rumunske, sovjetske i tako dalje, pa potom napravljena je procena koje će zajedničke snage delovati i to što je veoma bitno za danas istaći da je brigada u Strumici, koja je bila tada, 44. brdska brigada, JNA, bila, reklo bi se, nosilac te saradnje, jedinica koja je bila planirana da prva deluje u slučaju nekakvog sukoba sa Bugarskom. Znači štabot bi bil, znači centar bi bil vo Strumici. Da, definisano je da štabovi treće vojne oblasti u Skoplju, odnosno trećeg armijskog korpusa u Solunu, sarađuju u slučaju bilo kakvog sukoba, dogovoreni su sistemi veza, dogovorene razmena podataka i reklo bi se da to veoma konkretno bilo planiranje zajedničke odbrane. Na taj način Jugoslavija, iako je bila, reklo bi se, socijalistička država, a Grčka kapitalistička, one su zajednički delovale i zajednički bile deo južnog krila NATO-a. Има повеќе причини зошто е Струмица одбрана да биде центар на тоа јужно крило на НАТО, составено од Титова Југославија, Грција и Турција. Меѓутоа, веројатно најголемата причина е фактот дека некаде до 1913 до 1919 година Струмица е последниот град од Македонија кој останува после Балканските војни, после Првата светска војна во состав на тогашна Бугарија. Дури 1919 година со тој неиски мировен договор, кога де факто Бугарија признава капитулација, Струмица е вратена во составот на поранешното кралство на Србите, Хрватите и Словенците, подосно кралството Југославија и на крај Титова Југославија. Од тие причини Струмица е одбрана можеби да биде центар на тоа воено крило или јужното крило на НАТО, токму поради тој факт дека главниот удар на Советскиот сојуз кон Титова Југославија се очекуваше токму од правецот на Бугарија. И затоа во касарната во Струмица, во гарнизонот во Струмица беше сместено јужното крило на НАТО, кој требаше да ги обедини во себе војските на Турција, на Грција, на Титова Југославија и тоа да биде таа прва брана која треба да го спречи војниот удар на Советите и нивното излегување на топлите јадрански мориња и на Јонското море. Со текот на годините влијањето на тој гарнизон во Струмица се губеше и стануваше се помало и всушност се зголемуваше влијањето на гарнизонот во Штип. И кога ќе погледнете, почитувани гледачи, кои све од генералите кои воде JNA потекнува или службуваа во градот Штип, ќе ви стане јасно. Од градот Штип подосна кариера направија и Благо Јаджич и Ратко Младич. Според денешната терминологија, значи ние би можеле да заклучиме дека Титова Југославија всушност била на некој начин како по некој процес партнерство за мир кој денес нели постои, како фаза на полноправно членство на државите кои настанаа после распаѓањето на комунизмот, како одредена фаза до полноправно членство во НАТО. Тоа го помина Македонија, тоа го поминува и Србија, тоа го помина сите држави кои се сега полноправни членски на НАТО. Дали може да се каже дека Титова Југославија можеби била во некоја фаза партнерство за мир во тој период од 51 до 57 година во комуникацијата со НАТО структурите? Да, Југославија е била уствари у програму кој био значајнiji него данашње партнерство за мир. Значи многу посилен, многу побитен, поважен. Апсолутно, тоа е тај програм војне помоќи. Njega su uživale све држави чланице НАТО-а, Тајван, Тајланд, Израел претпоставувам, Јужна Кореја, Израел касније, Иран, значи све држави кои су биле на могуćim правцима совjetske агресije било gde u svetu. Tako da reklo bi se da je taj program vojne pomoći
u stvari kroz jedan intenzivan način uveo Jugoslaviju u zapadni svet i jednom nogom u članstvo NATO-a, što je bila, reklo bi se, posljedica u stvari direktnog pritiska Sovjetskog saveza na Jugoslaviju. Сушност со формирањето на тој Балкански пакт помеѓу Турција, Грција и Титова Југославија беше замрзнато македонското или беше замрзнато егејското прашање во Грција и всушност тоа е тоа камче од мозаикот кој нас не фалеше да можеме да ја склопиме целата таа слика. Зашто некаде 51-52 година Тито ги предава македонците во Грција? Бидејќи договорот кој го има направено Коча Поповиќ со Айнзенхауер предвидуваше дека Титова Југославија веќе нема да се меша во внатрешните односи на Грција. Подоцна 1906 година подпишан тој договор помеѓу Коча Поповиќ и грчкиот министар за надворешни работи Аверов, кој што на некој начин поттепих или го замрзнал македонското прашање во Грција. И кога се вратите на назад, тој Коча Поповиќ има една вертикала во одредени такви тајни договарања. 43 година тој учествува во договарањата со германците околу битката на Неретва. Подоцна 49-та, 50-та, 51 година ги прави тие тајни договори со американците и 60-та година го замрзнува македонското прашање во Грција. Како вие денес од една денешна дистанца би го дефинирале тој Балкански пакт помеѓу Титова Југославија, Грција и Турција? После тој Балкански пакт, иако беше прекинат неколку години подоцна од подпишувањето, никогаш не дојде до конфликти помеѓу Титова Југославија и Грција, па дури македонското прашање беше ставено под тепих. Никогаш не дојде до конфликт помеѓу Титова Југославија и Турција, дури беа подпишани оние договори кога може слободно преку Македонија и преку Санџак да се иселуваат луѓето кои се со турско потекло или муслиманско потекло од територијата на СФР Југославија. Во Турција огромен број, значи стотици илјади луѓе се иселија во тој еден период со тој договор помеѓу Тито и турските власти. Значи после тој Балкански пакт никогаш немаше ни воени, ни политички, ни безбедносни, ни економски, никакви други, ни национални чарки помеѓу Титова Југославија, Грција и Турција. Како од политички, како и од војно безбедносен аспект вие го дефинирале денес од една сегашна дистанца тој воен пакт. Нали според вас де факто Титова Југославија беше членка на НАТО со тој пакт? Да, Балкански пакт е још една од основа како е Југославија била, рекло би се, придружена чланица НАТО, затоа што су Грчка и Турска dakle биле чланице НАТО од 1952 године. Ако би ga дефинисали у неколико речи, тоа е еден специфичен израз југословенске дипломатije u vremenu hladnog rata, kad su se tražili saveznici na svim stranama u situaciji kad Jugoslavija bila pod pritiskom od istočnog bloka. Ono što je sasvim bilo jasno je da je sve tri države su prosto želele da zajednički planiraju odbranu protiv Sovjetskog saveza, iako taj pakt nije zaživeo veoma dugo, on nikad nije raskinut. I Jugoslavija je uvek omogućavao dobru saradnju i sa Grčkom i sa Turskom. Grčka i Turska su se sporile kasnije oko Kipra, ali Jugoslavija je uvek zadržala dobre odnose sa obe države. Прва пауза за реклами, се враќаме за неколку минути да го проследите вториот дел на нашата вечерашна емисија на тема како Титова Југославија тајно стана членка на НАТО. Биокрилактив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од биокрилактив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин, биокрилактив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Ексклузивно, сите тајни преговори на Тито со американците. Како зад завесите Титова Југославија тајно стана членка на НАТО пактот. Струмица требаше да биде центар на јужното крило на НАТО, составено од Грција, Турција и Југославија. Поради членството на Титова Југославија во НАТО беше замрзнато македонското прашање во Грција. Како со помош на JNA и на Тито, американците тајно продава оружје низ светот. После смртта на Сталин, Тито стави вето на членството на СФРЈ во НАТО. Во еден период од таа светска историја, некој период од 20 на 30 на година, од 1950 до некаде 1980 година, таа Титова Југославија има клучна улога во светската политика. Како прво, развива еден социјализам со човечки лик, или социјализам кој е различен од тој социјализам на Русија и на Советскиот сојуз, и на тој начин овозможува едно мноштво на држави од Азија, Африка и Јужна Америка кои го напуштат колониализмот, да не се приклучат кон прегратките на Советскиот сојуз, туку да развијат еден посебен вид на социјализам кој ги турка на некој начин во прегратките на тоа движење на неврзаните. И како второ, таа Титова Југославија на некој начин во периодот на најголемата мок на Маршалот се промовира во еден од најголемите светски извозници на оружје, односно во многу држави, кај што американците не можат директно да извезуваат оружје, тоа го правеа преку Титова Југославија. Има две прашања кои се многу интересни, како крај на овој наш разговор, а тоа е прашањето на формирање на движењето на неврзаните и можното, можното на мала врата, преку Титова Југославија, снабдување на одредени држави во третиот свет со американско оружје. Таму кај што американците веројатно не може директно да интервенира. Се не знам дали е тоа Либија, дали се тоа некои други држави, тоа веќе не е ни важно. Збориме како одреден модел, тоа го правеа преку Титова Југославија. Значи во еден временски период Титова Југославија стана веројатно еден од 5-10 најголеми извозници на оружје во светот. Една мала држава од 20 милиони жители да може да има такви енорми, во милиарди и милиарди долари изразени извози на оружје во светот. И второто прашање за движењето на неврзаните. Многу сега на запад аналитичари, затоа ве прашувам, може ќе се сложите, може нема да се сложите, но многу аналитичари на запад велат дека де факто Титовиот модел на неврзаните овозможи на маса на земји од Африка, од Азија, од Јужна Америка, кои го напуштаа капитализмот, кој настанува после растурање на тој колонијален систем на Велика Британија, кои на некој начин сака да излезат од капитализам, а премногу ригидно им делуваше советскиот модел на комунизмот, можеби преку Титова Југославија, преку југославенскиот модел најдоа начин како да го направат тој баланс на своето внатрешно уредување. И дека за тоа можеби стои одредена стратегија, не велам дека тоа седнато напишано на харта, стратегија која им одговараше и на руси, и на американци, и на британци, а Тито беше феноменален играч и персонификација на целата таа стратегија. Рекло би се да je Tito svoj osjećaj liderstva i megalomanije donekle i upravo ispoljio kao lider u tim zemljama Afrike i Azije
I reklo bi se s današnjeg stanovišta je to bio dobar model da države koje su stekle nezavisnost od bivših kolonija, neke kroz oružani put, a neke prosto odlaskom bivših kolonijnih sila, da se te države sačuvaju od nekih, reklo bi se, revolucionarnih prevrata, od iznenadne islamizacije, kao što sad postoji, ili od nekih drugih intenzivnih pokreta. Mislim da je upravo zato pokret nesvrstanih bio dobar kao model. Znači, ni sasvim kapitalistički, ni sasvim socijalistički, nešto između. Американската стратегија во однос на Европа е многу јасна, почитувани гледачи. Бидејќи само со структурите на НАТО и со присуството на НАТО во Европа, Америка станува голема европска држава. Како второ, за американците се многу важни две работи. Како прво, да ги држи под контрола северното и јужното крило на НАТО и на тој начин во сендвич да држи Европа. И како трето, со помош на своите структури, секогаш кога сака или кога ќе има потреба да може на две да ја подели Европа, односно да не дозволи спојување географско, политичко, воено и секакво друго спојување помеѓу Западна Европа и Советскиот сојуз. То можеме најдобро да го погледнеме на картата, почитувани гледачи. Погледнете го тоа јужно крило на НАТО или тоа стратешки многу битно за американците јужно крило на НАТО. Португалија станува членка на НАТО 49 година без разлика на диктатурата на Салазар. Шпанија станува членка на НАТО 82 година после падот на режимот или фашистичкиот режим на Франко. Грција и Турција стануваат 3 години после формирање на НАТО, членки на НАТО. Турција и Грција 52 година и заедно со Титова Југославија го прават тој Балкански пакт со седиште во Струмица. Северното крило на НАТО исто исклучително важно за американците. Норвешка на 3 или 4 наврати одбива да стане членка на Европската унија, меѓутоа 49 година со самото формирање на НАТО таа е членка на НАТО. Шведска добива покана да стане членка на НАТО, меѓутоа поради стравот од Советскиот сојуз таа одбива 49 година да стане членка на НАТО и слично се случува со Финска. Меѓутоа Шведска и Финска во време на студената војна и се до падот на комунизмот играат улогата на Австрија да бидат прозападно, проамерикански ориентирани, да не бидат членки на НАТО и на тој начин секогаш со помош на своите структури во Европа американците може да ја повлечат таа линија од Шведска и Финска преку Берлин во Германија, преку Австрија, која де факто има неутралитет, меѓутоа им служи на американците за спроведување на сите тие шпиунски операции во делот на Источна Европа, преку Титова Југославија, преку Грција и преку Турција, да ја поделат на два дела Европа и да не дозволат спојување на Германија и на Русија, бидејќи германците, односно американците, секогаш влагат и во Првата и во Втората светска војна, кога се на повидок одредени сојузништва помеѓу германците и помеѓу русите. Кога човек гледа делови од тие американски стратегии во изминатите 2, 3, 4 или 5 децени, тоаш гледа дека нив им се посебно битни северното и јужното крило на Европа. Да, to je zanimljivo gledanje. Ono što je bitno za nas je to južno krilo. Dakle, Amerikancima, ranije Britancima, uvijek bilo bitno da po svojom kontrolom imaju taj deo istočnog Mediterana s obzirom na svoje komunikacije ka tom prostoru i reklo bi se jednom vekovnom strahu od Rusije, odnosno Sovjetskog saveza da pristupi toplim morima. Prosto to je kao da je ukorenjeno u svim zapadnim ili američkim strategijama i reklo bi se formiranje tako jakog južnog krila odbrane, a što je bilo slučaj sa Jugoslavijom 50. godina, je reklo bi se na tragu te vizije da treba zaštititi od sovjetskog uticaja, sovjetskog prodora južno krilo koje se smatra veoma značajnom za sopstvene komunikacije i za, reklo bi se, dalje pravce prema Bliskom i Srednjem istoku. Погледнете ова фотографија, почитувани гледачи. Таа фотографија кажува многу работи. Лево на самата фотографија е Хоча Попович, или легендарниот командант на првата пролетарска бригада, подосна началник на генералштабот на Титова Југославија, подосна министер за одбрана на војската на Титова Југославија и на крајот министер за надворешни работи. Во времето на својот мандат како министер за одбрана тој ги прави те тајни договори со Двајт Ајнзехауер во Париз, кои се договорени сите детали за влез на Титова Југославија во структурите на НАТО, а 1906 година
година како министар за надворешни работи ги прави тие договори со Аверов во Грција за замрзнување на македонското прашање и ставање на македонското прашање во Грција под тепих. Десно на фотографијата е Владимир Велеби, човекот од најголема доверба на Јосип Броз Тито, масон кој 43 година ги води прво тајните преговори со германците во текот на таа германска офанзива или битката за Неретва. 43 година заминува во тајна мисија во Каиро и во Александрија, ги прави првите контакти на Јосип Броз Тито со британските и американските тајни служби при заминувањето во Каиро и Александрија. Случајно германските војни авиони дознаваа дека тој авион во кој се наоѓа Владимир Велеби треба да полета од Гламочко поле, случајно напаѓаат и не загинува Владимир Велеби, туку случајно загинува Иво Лола Рибар, кој сите го смета дека треба да биде најголем конкурент на Тито после Втората светска војна за иден лидер на Титова Југославија. 44 година овој човек кој е десно на сликата, Владимир Велеби, ја организира таа средба во Наполи помеѓу Тито и Черчил, кога де факто е утврдено дека Југославија ќе биде 50-50 поделена помеѓу Велика Британија и западните држави и Советскиот сојуз, и некаде 51-52 година тој организира посетата на Тито на Лондон, кога требаше заедно со бродот Галеб цела една делегација на Титова Југославија да замени во Лондон и на лице место во Лондон да биде соопштено дека Титова Југославија станува членка на НАТО. Меѓутоа, при тој пат некаде од Јадранското море до пристаништето во Лондон доаѓа веста дека умира Јосиф Висарионовиќ Сталин и тогаш Тито става вето на секакво официјализирање на тоа членство на Титова Југославија во НАТО структурите. Всушност тој процес значи кој оди на повеќе ниво, на политички, на воено-безбедносен, на соработка со НАТО структурите, на воведување на повеќе партиски систем, дури имаш одредени размислувања тој социјалистички сојуз, нели да се претвори во некоја политичка партија, да има комунистичка партија, па да има социјалистичка партија. Значи ферментира во тој момент југословенското друштво на одреден начин. Да, ali Tito u duši bio bolševik i on je ti ustupci demokratiji kao što su samoupravljanje, liberalizam u kulturi, on zapravo to nije mnogo voleo i on je zapravo jedva dočekao smrt Staljina da zaustavi liberalizaciju. Neki od jugoslovenskih rukovodilaca su bili liberali, kao Đilas i Kardelj u početku, ali Tito je u duši bio protiv preterane demokratizacije. Drugi problem sa liberalizacijom je taj što su se oni plašili da bi višepartijski sistem stvorio nacionalne partije. To je ono što je njih brinulo. Znači, oni su razmišljali o tome i kad su ih pitali u Švedskoj zašto vi ne uvodite više partije, oni su rekli, znate šta, kod nas bi partije bile nacionalne partije. Što i se sluči 90. godine. Da, ali je Đilas zato i neki drugi su razmišljali o dvopartijskom sistemu. Ovo što ste vi rekli, da Socijalistički savez radnog naroda bude jedna partija i komunistička partija bude druga partija. Ali znači, bila je realna opasnost da višepartijski sistem se pretvori u međunacionalnu borbu. Kao što ste rekli, to se desilo 90. godina. Значи, смртта на Сталин всушност ја пресвртува историјата или текот на историјата на овие простори. Југославија не станува членка на НАТО и не е воведен повеќе партиски систем, иако и 70-тите години, че некои 5 или 6 години пред смртта на Тито, тогашната Европска економска заедница разгледува оперативни планови што да се прави во тој јужен дел на Европа после смртта на Салазар во Португалија, Франко диктатурата, не знам, во Шпанија, падот на хунтата во Грција 74 година и очекуваната смрт на Јосип Броз Тито која се случува неколку години подоцна. И едно од тие оперативни планови е сите овие 4 држави пак да станат членки на Европската економска заедница. Да, ali je Tito suviše dugo živeo. Znači, da je umro 71. druge godine, na vlast bi došli liberali, kao što je Krste Crvenkovski u Makedoniji, Stane Kaučić u Sloveniji, Latinka Perović u Srbiji i Savka Dapčević Kučar u Hrvatskoj. Tako, ali je Tito 71. druge godine rešio da se obračuna protiv liberala i vratio na vlast stare dogmatske kadrove iz Drugog svjetskog rata, kao što su Draža Marković u Srbiji, Bakarić u Hrvatskoj, Kardelj u Sloveniji, jer već ta nova generacija komunista, kao što su Crvenkovski, Latinka Perović, Stane Kavčić, su bili spremni na dalju demokratizaciju, ali Tito to zaustavio
I posle 72. godine je došlo do dogmatizacije života. Mnogo više ljudi je uhapšeno zbog politike, uveden je marksizam u škole, pre toga nije bio, uvedena ideološka kontrola, tako da Tito je zapravo, ovo ste dobro rekli, da je Tito umro pre demokratizacije Južne Evrope. Vjerojatno bi Jugoslavija bila kao Španija, članica Evropske ekonomske zajednice tada se, ali s obzirom da je, on je prosto zamrzao sistem i posljednjih 8 godina tog sistema su bila na potpuno zamrznuta, da nije bilo nikakvih niti diskusija, niti promjena i čekalo se i da budu stvari još gore posle proklamovana politika i posle Tito. Još nekoliko godina izgubljeno bez pravih reforma. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Правиме мала пауза за реклами и се враќаме да одјавиме емисијата. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмарам, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Вкусна магија. Бонитас. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Обеше емисијата во центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија. Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во центар. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Ексклузивно, сите тајни преговори на Тито со американците. Како зад завесите Титова Југославија тајно стана членка на НАТО пактот. Струмица требаше да биде